На воспитувачките и негователките кои 3 недели штрајкуваа за тој период да им се платат само придонесите од плата, утврдени со посебни прописи на најниска основица. Ваква одлука е донесена во една од двете штипски градинки. Во Астибовата се уште калкулираат, а во Вераци Ривири Трена е веќе на огласна табла. Со ова платите за месец април според некои пресметки за негователките би биле покуси за околу 8.000 денари, а за воспитувачките 12.000 денари. Парите може да се ги барат од организаторот на штрајк, во случајот СОНК. Одлуката е објавена вчера и стапува на сила веднаш. Дел од вработените кои штрајкуваа не сакат јавно да зборуват пред камера. Велат за нив ова е забивање нож во грб на најнезаштитените, и тоа во време кога се седнува на преговарачка маса. Ваквата одлука ја коментираат како уште една од низата притисоци и уцени кои ги имале изминатиот период. Директорката на градинката Совка Атанасова децидна, ваков допис од Министерството за труд и социјална политика има добиено уште додека траел штрајкот. Сепак признава дека пресметката за плата се уште не е почната и ќе се стрпа до понеделник, за да видат дали ќе се промени нешто. И од регионалната организација на СОНК се запознаени со случајот. Запознаени сме со случајот, не е само во Штип, вакви одлуки има и во други институции ширум државата. Ке видиме како денес ке се одвиваат преговорите, ке настојуваме за решавање на проблемот, доколку ништо не се одлучи, ке бидеме принудени да преземеме други чекори. Мора да бидеме солидарни со колегите. Ова се големи притисоци, посебно во ваква економска криза. Порачувам директорите да не се впуштаат во вакви дејствија, преговорите се уште се во процес. Солидарност од директорите побара и првиот човек на Штип. Ваквиот чин од страна на Министерството за труд и социјална политика го квалификува како крајно несериозен и дрзок. Во едно време кога имаме инфлација на дневна основа, да се остават луѓе без никаков надоместок и приход е крајно несериозно и неодговорно од страна на централната власт од Министерството за труд и социјала, пред се заимајќи го предвид фактот дека во разговорите со СОНК еден од условите да се стави штрајкот во мирување беше да се исплати во целост платата која што треба да ја добијат вработените во градинките. Гледаме сега нешто друго. Представниците на централната власт не си стојат на договореното. На наредната седница на Советот на општина Штип ќе се разгледува и предлогот родителите за месец април да бидат ослободени од партиципација, а за деновите кога децата биле згрижени да плаќаат по 71 денар.